И Словото стана тело и се вселе меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Божјото Слово доаѓа меѓу нас во облик на човек, како дете родено од жена. Дојде кај своите, но своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде мог да станаат чеда Божии. Синот Божии лежи во јасли, неразделно вистински Бог и вистински човек во единство на неговата божествена личност. Ова е нашата вера. Без оваа вера Божик не би бил ништо повеќе од она што потрошувачкиот менталитет сака да ни го подметне. Сезонски празник, како што некои сака да ни го наметнат својот израз на неверие. Зошто Синот Божи доаѓа кај нас да живее меѓу нас како сиромашно и безпомошно дете? Тој доаѓа кај нас со празни раце, но ни се дава себе си, највисокото и најважното нешто што можел да ни го даде. Во него е вклучено се што ни треба, бидејќи во него Бог живее со сета своја полнота. Кога го примаме, имаме се што ни треба и го имаме во изобилство, зашто тој е светлината што ја растерува темнината во светот. Тој е нашиот мир. Тој е вистина што не ослободува. Тој е лебот на животот. Кој јаде од овој леб, кој во својот живот го прима Христос, вечното Слово на Отецот, тој прима живот. Тој самиот ќе каже за себе, кога ќе порасне и ќе го даде својот живот како откуп за мнозина, дека тој е воскресението и животот. Едноставно кажано, тој е повеќе од целата среќа на светот, зашто тој е љубов, која сама не прави благословен и ни дава живот. Се што копнееме ни е дадено во оваа дете. Браќа и сестри, на сите ви посакувам среќа и радост од новородениот кнез на мирот. Честит празник Рождество Христово, Божик и благословена нова година. Христос се роди.